СНВ не им се посреќи на оризопроизводителите од Кочанската котлина. Првиот удар им го нанесува приносите кои се за 30 до 40% послаби од минатогодишните. Вториот проблем е променливото време кое не дозволува континуирана и квалитетна жетва. Третиот е недефинираната откупна политика која максимално ги сруши откупните цени и во целост го девалвира оризопроизводството. Земјоделците немаат стручна проценка поради што родот годинава е послаб и по квантитет и по квалитет. Самите се прашуваат дали се опрашање неквалитетни препарати против плевелите, дали е досеменскиот материјал или пак некакви болести се опрашање. Што и да е, многумина од нив споредуваат дека лани од 1 декар нашли по 14 до 16 вреќи, а сега по 9 до 10 вреќи оризова арпа. Препаратите оваа година беа катастрофа. Значи сето поле погледни го нека снима дека е 90% загадено. Значи оваа година опште контрола не се правија на препаратите. Ние по 3 пати прескаваме. Изгоруваме ги оризите, значи оризите ги изгорееме, а плевелите останаа. Не. Погледни, 4 компањи во поле не го жнеат. Нема. Сега слушаме дека не дозволувале да дојдат од Чифлик, Чешиново, таму компаниите, тражиле у општината да се плате некој данок да платат за да жнеат. А они го жнеа пред 10 дена више полето е завршено, а ние тука со 4 компањи во поле не се жнее. Дождот кој заврна во неделата уште еднаш ја прекина жетвата и ја пролонгира за неколку дена. Меѓутоа дури класето и да се засуши, поголем дел од нивите се полни со вода или калеви, па можат да жнеат само комбајните гасеничари. Таквата ситуација ја успорува жетвената кампања и го поскапува жнењето, а им создава дополнителен проблем на земјоделците кои се принудени да ја истурат арпата и да ја сушат. Најголем проблем есева сепак се откупните цени кои за арпата се движат од 10 до 14 денари, а за белиот ориз од 32 до 38 денари за килограм. Поради нереалните цени, земјоделците не го предаваат оризот и го чуваат за подобри времења, а тоа ја блокира откупно прометната политика во регионот и пошироко.